Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Еве, полека стигнуваме до половината на месец мај. И покрај тоа што време во надвор уште не знае што сака. Те ладно, те топло, те сонце, те дожд. Сепак полека се ближиме кон летото и оние познати пеколни температури. Така да кога ќе размисли човек, подобре вака да биде променливо време отколку да гориме на 40 степени. Само криво ми е за земјоделците, посебно оние кои имаат лозија. Минатата недела, не памтам точно кој ден беше, утринските температури беа пониски. Се појави слана по полињата и уништи многу од листовите и растенијата. Така што годинава на сите маки што ги имам уште, тоа ни фали. Да останеме без добро вино или вкусна ракија. А таа што пак ќе биде, да биде прескапа. Се надевам дека сепак нема да биде така. Не се. Во последно време добивам критики од повеќе страни зошто неколку епизоди поред се занимавам со СДСМ и Филипче, а во позадина остануваат толку теми кои вредат внимание, но никако да стигнеме да ги анализираме. Да, признавам дека повеќе епизоди поред тема на муабет ми е лидерот на СДСМ и состојбата во опозицијската партија, но искрено тоа не е по моја вина. Човекот сам реши да отвори војна со Алфа телевизија и не пропушта ниту една пресконференција, ниту една недела, а да не спомне на ваков или онаков начин Алфа телевизија. А кога некој не напаѓа, посебно некој како Филипче, не можеме да останеме покуси. Така што, ајде да го видиме и последниот бисер што ни го смислија. СДСМ ќе ги ограничи коментарите на социјалните мрежи од ботовите на официјалните профили на партијата за одреден период. Целиот авторитарен систем на ВМРО, ОКГ, со Орбановата мрежа на медиуми, е директна закана за демократијата и слободата на говор како европски вредности. СДСМ има обврска да се спротистави, бидејќи Алфа ТВ објави документи за председателот Филипче, им даваме рок од 24 часа да излезат пред граѓаните и да одговорат. Дали документите и визите се фалсификувани или се автентични и оригинални. И најавуваме веднаш, доколку се фалсификат, ќе заработат кривична пријава за објавување на лажни податоци. А доколку се автентични, тогаш ќе следува пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на личните податоци. Значи, прво, излегувате на пресконференција и тврдите дека ВМРО, ДПМН и Орбановата мрежа, нели Алфа е таму, се закана за слободата на говор. А само неколку секунди пред да ја кажете таа реченица, кажувате дека ќе ги блокирате коментарите на социјалните мрежи на оние кои не ви одговараат. Абе, комедии сте. Второ, сега повторно и се закануваат на Алфа и бараат да покажеме дали документите и визите што ги добивме од свиркачи биле фалсификувани или се автентични и оригинални. И сега следи најинтересното. Велат, доколку се фалсификат, ќе сме заработеле кривична пријава за објавување на лажни податоци, а доколку биле автентични, тогаш ќе ни следува пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на лични податоци. Како што реков минатата недела, ова однесување е како на прељубник кој е фатен на дело. Немаат ни збор за прељубата, туку ги интересира само како ги фатиле на лице место. Практично, со оваа пресконференција СДСМ призна дека податоците кои ги објавивме за фамозната златна виза се точни од А до Ш, затоа што воопшто не се занимаваат со нив, туку дали листот хартија што го имаме бил оригинал, и ако е, како тоа сме се дрзнале да го објавиме. Демек Филипче не знае што му стои во визата? Во суштина тие не демантираат ништо. Не демантираат дека визата е издадена во 2023 година и трае 10 години, дека е добиена преку само спонзорирање, дека ја добил како извршен директор, а не доктор, дека станува збор за бизнис во индустријска зона, фирма која го има префиксот или називот неуро пред бројот на дејноста, дека станува збор за фирма која се занимава со инвестиции, институции и менеджмент. Нема никаков демант за овие информации. Значи не ја спорат содржината, вистинитоста на податоците, туку ги боли како тоа сме дознале. Еве нека излезе некој од таму, еве Филипче, и нека каже што од ова што го наведовме како информација, што стои во документите, е невистинито. Па тогаш ете нека тужи за клевета. Не, тој ќе лови вештерки. Дали сме ги имале оригиналите или копиите? Ако сме имале оригинали, зашто сме ги објавиле? Да не беше толку трагично, ќе беше смешно. Филипче целосно се заглави во калта. А токму тоа и го сака, да паднеме и ние таму со него, за да на негов домашен терен не победи. Искрено, на вистина, верувам дека има некоја позадина за овие глупости што ги тресат. Некаква стратегија и слично.
Не можам да поверувам дека се толку изгубени. Веројатно сакаат ете наместо да зборуваме за побитни теми во државава, ние да се фокусираме на него и неговите глупости. А искрен да бидам, не можам да им премолчам. Прво и основно, затоа што цел свој живот, добро малку откако подпораснав, но речиси целиот живот, сметам дека оваа партија, Социјалдемократскиот сојуз, е навистина штетна за Македонија. Дека станува збор за партија, која од независноста до денес, намерно или не, работи спротивно на националните интереси. Од она нивно двосмислено референдумско прашање на почетокот на 90-тите години на минатиот век, за време на распаѓањето на Југославија, нели кога требаше да прогласиме независност. Преку прифаќањето на првите уставни измени, со кои се откажавме од малцинствата и го сменивме знамето. Па преку прифаќањето на кованицата Фиром, потоа огромната кражба на народот наречена приватизација, територијалната поделба со која вештачки се создада општини со мнозинство албанци, предавствата и кодошењето за време на конфликтот во 2001 година, прифаќањето да коалицираат со бившите команданти на УЧК претопени во Дуи, спроведување на тиранската платформа, потпишување на договорот за добрососедство и најголемата штета, Преспанскиот договор и промената на името. А да не забораваме како шлак на предавството прифаќањето на францускиот предлог. Да, драги мои, сакате тоа да го признаете или не, критикувајте ме колку сакате, пцујте ме по социјални мрежи до бесвест. Но факт е дека се ова што го кажав пред малку е дело на политиката на СДСМ во овие 3 децении. И ова не го мислам само јас. Тука ете го мислеше и дедо ми, и татко ми, и заради нивните ставови, како семејство сме истрпеле многу од страна на СДСМ. Сме се одмаздуваа само затоа што еве, например, дедо ми или татко ми, слично како и мене, не можеле да им премолчат за вакви работи. Прво беше дедо ми кој носителот на членската книжка број 1 на СДСМ Киро Глигоров никогаш не му прости заради серијата отворени писма објавени во весниците во тоа време, во кои го критикуваше прифаќањето на одредницата Фиром. Заради оваа кавга СДСМ му се одмаздуваше и на татко ми. Го шиканираше, вршеше секаков притисок, исклучуваа струја и слично. Ете, кога јас бев дете. Издржавме и не попуштивме. Потоа следеше одмаздата на вечниот Бранко Црвенковски, кој не можеше да ги издржи жестоките критики од татко ми кон неговите политики, кои беа искажани во жестоки, многу читани колумни во весникот Дневник. Методите за одмазда им беа исти, но и тоа го издржавме и не попуштивме. Па наред еве дојдов јас, кога уште пред да дојдат на власт. Пред 2017 година кренав глас и кажав дека тоа што не чека со Заев на чело на државата ќе биде полошо и пострашно од се што имавме. Поминато до тогаш. Повторно истите методи на одмазда, но издржав и не попуштив. Значи, моето насогласување со СДСМ и нивните политики влече корени уште од кога бев дете. И таа битка ќе продолжи. И затоа им се чудам што толку и се нафрлиле на Алфа телевизија. Што мислат дека ако ја затворат Алфа, така ќе успеат мене да ме замолчат или моите колеги, ако затворат една телевизија ќе нема каде да ги кажуваме своите критики? Будалетинки. Како не гледаат дека влегуваат во одна пред изгубена битка? Во ова време на социјални мрежи, YouTube, подкасти и што се не, сигурно ќе најдеме платформа преку која сите кои не се согласуваме со нив ќе најдеме начин како нашиот глас да стигне до нив. Тоа е првата и основна причина заради која уште се занимавам со СДСМ и Филипче. Да речемете лична причина. Но втората причина или мотивот што уште им посветувам време и простор не е лична. Луѓе, на Македонија и треба здрава опозиција. Само така може колку толку да ја одржиме демократијата. Сметам дека без разлика на која политичка опција и припаѓате, кого и да поддржувате и верувате во неа, сепак мора да постои друга политичка сила која ќе ја парира. Тоа не важи само за Македонија, туку за било која демократска држава во светот. Мора да има опозиција, и тоа силна опозиција која ќе биде контролор на власта. Некој што ќе го следи секој нејзин чекор, ќе ги става под знак прашање нејзините одлуки, ќе критикува и тоа ете и на моменти жестоко, но издржано. Некој што ќе повикува на одговорност. Некој од кого таа власт ќе се плаши дека еден ден ќе ја турне и замени. Затоа што било кој политичар на планета, не сегашните, туку било кој, колку и да е искрен, колку и да е работлив, колку и да сака да направи нешто за тие што го изгласале, сепак може да биде доведен до искушенија. И не само тој, власта не е еден човек, туку тој колку и да сака не може да контролира се и секого. Зарем малку примери сме имале овде во Македонија кога ќе се открие некоја голема афера, а ете и премиерот немал појма што се случува. Значи некој колку и да е искрен, работив и слично, апсолутна власт било каде носи ризици. Ризик некој да забега, да почне да прави грешки, да биде опиен од моќта и слично. И затоа мора да има контролор, да има вистинска опозиција, да стравува дека има некој што го наблюдува, следи секој некој потек и кој може кога тогаш да го симне од власт. Затоа што ако не се плаши од никого, власта на вистина може да опие.
Не велам дека тоа е случај со сегашнава власт. Но еве што може Македонија да изгуби ако имаме силна опозиција која етек има некој предлог, некое прашање, кое е подобро тоа што го смислила власта. И ако биде прифатено, тоа не значи дека ќе падне владата, туку едноставно би било добро за државата. Па и да не биде прифатено. Граѓаните се тие кои го носат конечниот суд на избори, нели? Така што повторно би било во интерес на државата. Значи, на некој начин, мојата жестока критика кон Филипче и неговите не е критика против СДСМ, туку токму спротивното. Тоа е повик некој таму да се освести и превземе чекори да ја спаси партијата. Јас не сум како Заев, Шекерински или самиот Филипче, кои додека беа на власт нели сакаа скроз да ја снема опозицијата. Па луѓе, тие преку нивното СЈО дури се обидоа скроз да ја избришат и затворат ВМРО ДПМН, да не постои. Тоа зборува за нивните демократски капацитети. Значи на Македонија и треба права опозиција, а во моментов сме далеку од тоа. Во моментов СДСМ под раководната палка на Венко Филипче се само не вистинска опозицијска партија. Таа е претворена во клан, каде се гледа само интересот на раководството и целата политика се гради врз основа на тоа како да се одбранат криминалите и нелегално заработените милиони и милиони евра додека некој беше на власт. И секој што одвнатре ќе крене глас, одма го ставаат на клада. Додека каже оп, одма го чека исписница. А и тоа, туку што сега им смета еве и мислењето на граѓаните на социјалните мрежи. Видовме дека донеле одлука да ги ограничат коментарите на нивните партиски профили. А да не зборувам за нивото на кое се паднати. Ајде што се без било каква идеја, без било каков концепт. Тие бе луѓе комуникацијата со јавноста, не медиумите, не политичарите, со граѓаните, ја симнаа на толку ниско ниво што повеќе наликува на уличарски речник отколку на било што. И не само тоа, не сватија дека токму заради таквата безидејност изгубија на избори и не само што изгубија, туку веќе ете на некои места се дури четврти, после оние смешките од левица и екс-командантите на УЧК. Но и пекрај сето ова што го кажам. Сепак си дадов збор, минатата недела дека денеска ќе направам обид да не го споменам Филипче и оние будалетинки околу него. Да ги игнорирам сите напади и иронични коментари што ќе ги даде за нас и оваа епизода да ја посветам на други теми кои немавме време да ги анализираме во последните неколку седмици. Како например, не знам, случајот 27 април, кој после цели 9 години уште ни тежи на душа и е далеко од некаква разрешница. И кога велам разрешница, не мислам на скандалозната судска пресуда со која се осудени установобранителите како терористи, туку на конечно исправање на една голема неправда. И таман кога ќе ги средам мислите и ќе се посветам еве на ваква тема, се случува ова. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. И со уставните измени со кои што ќе се стават во уставот бугарите, хрватите и така натаму, ама буквално ништо не е загрозено. Лага е на ВМРО ДПМН, на Христијан Мицковски, тоа што го кажува. Зошто? Поради тоа што не сака земјава да оди напред во Европа, не сака вистински реформи, сака да го контролира судството, да поставува своји партиски суди и обвинители, да ги партизира сите институции, не сака тука да дое европско обвинителство, да има независни обвинители, затоа што така ќе треба да одговараат прво луѓето околу него, а потоа и тој самиот. Како бе човек да го премолчи ова? Ајде, објаснете ми како. И ова го истресе на денот на одбележувањето на датумот од погибијата на Гоце Делчев. И тоа не било каде, туку пред неговото вечно почивалиште. И ова што го слушаме е како да го слушаме Румен Радев и тоа не оригиналниот, туку некој ефтина верзија од AliExpress. Како да слушаме бугарски политичар, а не лидер на една македонска опозицијска партија. Веројатно Филипче кој ќе порасне сака да биде Радев, па или можеби Борисов. Токму така, затоа што човек кога го слуша, тој е буквално исто како да го слушаме Радев или некој друг од оние бугарските политичари кои глумат некаква кооперативност, па шетаат ни светов и велат: ние не го негираме македонскиот идентитет, ние не го негираме македонскиот јазик, ние не негираме македонската историја, ние само сакаме добрососедски односи, сакаме почитување на малцинските права. И ете, само ставете ги бугарите во уставот и толку. Боже Господе, навистина ли верува во ова што го зборува? Каква сервилност, какво отсуство на било какво национално чувство.
Да истресе вакво нешто, човек треба да е политички, историски, општествено, културно и лично елементарно неписмен или да е тотално анационален профил. И на Марс човек да живее ќе ја знае вистината за Бугарија, а не пак во Македонија. Или нема општи познавања од историјата и сегашноста или одработува за Зоран Заев. Тоа што Венко Филипче не слушнал дека Бугарија го негира македонскиот идентитет, само покажува дека неговата единствена цел на чело на СДСМ е под диктат на неговиот политички ментор да ги брани неговите капитулации и предавства, сметаат познавачите. Универзитетската професорка по историја Катерина Тодоровска се прашува дали тој воопшто учел историја. Секој од нас знае колку сме негирани во текот на историјата и колку денеска е сеат тоа агресивно. Така што јас како историчар знам колку пати или на колку наврати ние сме биле максимално негирани од страна на Бугарија. Меѓутоа, она што е прашањето е дали господинот Филипче прочитал историја. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски за Алфа вели дека е несватливо на некого што и најмалку има историски познавања да му е нејасно дека повеќе од 150 години бугарската страна не прифаќа македонци, негираат дека пред 1944 година постоеле македонска нација и јазик и не признаваат речиси ништо од нашата историја. Филипче е донесен од страна на неговиот претходник со единствена задача, а врз таа основа тој ги одбрали своите соработници, да не дозволат да предавствата кои тие ги направија во нивици, во договорот за непријателство со Бугарија, со двата катастрофални протоколи, со тиранската платформа не дојдат до израз, зашто тие треба да завршат во затвор. Никовски вели дека со својата политичка позиција и ваквите зборови Филипче прави сериозна штета на меѓународните позиции на државата и треба да си поднесе оставка. После една ваква изјава, по една ваква безсмислица емитувана во јавноста, разбирате, човекот нема маневарски простор, ако има било какво достоинство, ако уште еден ден да остане на лидерската позиција, туку мора да поднесе и то во име на интересите на државата, не на партијата и лични, да поднесе оставка. Под палката на СДСМ во партнерство со ДУИ, Зоран Заев, а потоа и Димитар Ковачевски прифатија се што Бугарија побара. Прво беше потпишан договорот за добрососедство, потоа го прифатија и францускиот предлог со кој се согласија на уставните измени, како и билатералните протоколи со кои се негира македонскиот идентитет, како и многу други отстапки кон официјална Софија, кои стана услов на европскиот пат на Македонија. Филипче сега вели дека требало да се прифати резолуцијата која ја предлага неговата партија, а која предвидува уставни измени да се направат веднаш. Да резимираме, за Филипче Бугарија никогаш не го негирала македонскиот идентитет. Чекајте бе малку. Ако е така, зашто светите Кирил и Методи ги нарекуваат татковци на бугарската азбука? Ако е така, зашто не смеат нашите деца да учат, например, дека цар Самуил бил македонски крал? Ако е така, зашто и линденците од Гоце Делчев, па сите натаму ги нарекуваат бугари, не тераат да ги славиме заедно? Ако е така, зашто тврдат дека македонскиот јазик не постои и дека се официализирал после Втората светска војна и дека изворот му бил бугарскиот? Ако е така, зашто тврдат дека Македонија и македонскиот народ се Титова творевина од 1945 година наваму? Ако почнувам да набројувам, ќе ми треба 3 епизоди да потрошам само на вакви примери. Впрочем, не знам колку епизоди имам потрошено во изминативе 8-9 години на оваа тема. Јасно е како белден дека антимакедонската политика на Бугарија, како што со отварањето бугарски клубови и друштва во Македонија со имиња и програми со кои се гази македонскиот национален идентитет, барањата за промена на учебниците по историја, внесувањето на бугарите во македонскиот устав по матрица што дозволува и промена на карактерот на државата, потоа доделувањето на бугарски државјанства и да не набројувам натаму, произлегува токму од нивната вековна национална стратегија против Македонија и се што е македонско. И сега дополнителен проблем ќе ни биде и кој ќе им стане премиер. Негатор на македонскиот јазик, предводник во битката за вето за Македонија во Европската Унија, заговорник за пишување на бугарите во македонскиот устав, двигател на негаторска политика кон македонското малцинство во Бугарија. Кој е новиот бугарски лидер? Румен Радев, политичар кој во изминатите години континуирано ја гради оваа позиција, преку изјави, услови и конкретни политички чекори. Својата политика кон Македонија, според која македонскиот јазик потекнува од бугарскиот, според која македонската историја
историја треба да се дели со бугарската, датира одамна. Уште во 2020 година Радев од позиција на претседател на Бугарија се закани дека ако Македонија сака да почне преговори со Европската унија, мора да исполни неколку услови, односно не можело да се прават компромиси со историјата, идентитетот или јазикот, или со барање за национални малцинства. Тези хора се професионалисти в својата област. Луѓето од Бугарско-македонската комисија се професионалци. Тие ќе ги бараат и бранат како и досега историската вистина и бугарскиот национален интерес. Мојата порака до нив е дека политичарите не може да абдицираат од овој важен процес за Бугарија, Македонија и Европската унија. Крајно време е да се најде политичко решение што ќе ги потврди сите принципи на почитување на историјата и добрососедството и почитување на нашиот идентитет и јазик. Со текот на годините реториките на Радев се засилуваат. Тој е првиот бугарски политичар кој како услов за Македонија го постави влегувањето на бугарите во уставот, далеку пред тоа да биде ставено во фамозниот француски предлог. Суштинските преговори за членство, согласно преговорната рамка, не се започнали. Те ще започнат едва когато Република Северна Македонија впише българите в својата конституција. Така че това трябва да е много ясно. И неколку месеци подоцна тогашниот претседател повторно подсети, Македонија нема впишано бугари во уставот, затоа ќе се седи во чекалницата за Европската унија. В момента мога да кажа, че ние сме в состояние на вето. Именно това решение, което успяхме с много усилия да прокараме в преговорната рамка, до последния момент, преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в Конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Па Радев отиде и чекор понатаму. Рече дека ако ги ставиме бугарите во уставот, тоа не е гаранција дека преговорите ќе започнат. Тоа било само преелиминарен услов. Па се осврна и на македонскиот јазик, кој никогаш не го викаат македонски. Факт е дека Бугарија никогаш не го оспорувала правото на граѓаните на Македонија да го дефинираат својот современ идентитет и да го нарекуваат својот службен јазик како што сакаат. Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитетот на земјата на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја, слично на обседнатоста на Скопје со античкиот период до потпишувањето на договорот со Грција во 2018 година. Со доаѓањето на новата функција, ставовите на Радев не се менуваат, тие продолжуваат по истата линија. Историјата, јазикот и уставните измени остануваат услов, а европскиот процес врзан за нивното исполнување. Значи, главниот збор во политиката во Софија сега ќе го има антимакедонистот, човекот кој е меѓу првите политичари кој јавно побара, а потоа организираше средба на бугарските лидери, каде се договори уцената за Македонија за влез на бугарите во уставот. Или едноставно, човекот креатор на бугарското вето за Македонија. Но проблемот е што и тоа негово барање луѓе не е ново. Како да забораваме на стратегијата со наслов Бугарската политика спрема Република Македонија, напишана далечната 2008 година, каде јасно се вели дека треба да има рамноправност за бугарите во Македонија, за сите бугари кои се самоидентификуваат како такви со другите етнички заедници, со нивно набројување во преамбулата на уставот на земјата. Значи, покрај наброените албанци, турци, власи и роми, да стојат и бугарите. Затоа што творциве на оваа стратегија те веруваат дека околу 200.000 граѓани на Македонија имале дуалистичка етничка самосвест, односно истовремено се чувствуваат и како македонци и како бугари, слично како тоа што го вели Радев, нели? А внесувањето на бугарскиот народ во македонскиот устав ќе го засилело нивното бугарско национално чувство и ќе се зголемел бројот на бугарската заедница во нашата држава. Со оваа конотација треба да се спомене дека покрај внесувањето на бугарите како рамноправен етнос, стратегијата предвидува во нашите учебници да биде истакната бугарската народна припадност на истакнати фигури од нашата општа историја. Ете, се споменуваат Свети Климент Охридски, Цар Самуил, браќата Миладиновци, Гоце Делчев, но и активирање на дејноста на бугарскиот културно-информативен центар во Скопје, создавање бугарски читалишта, клубови и друго. Подкрепа на истакнатите културни, политички и медиумски лидери на бугарската заедница. Подпомагање и популаризирање на нивното дело и во двете земји. Се ова е од 2008 година. Значи, ова што го заговара Радев и неговите предходници не е нешто ново. И сега, знаејќи го сето ова, СДСМ во 2017 потпиша договор со нив. И како малку да не беше, па ете во 2019 година Бугарското народно собрание ја усвои фамозната декларација со која ете, наводно на Македонија и Албанија, им се одобрува да ги почнат пристапните преговори со Европската унија.
Бугарското собрание ја усвои декларацијата со која се предвидува Софија да даде целосна поддршка за отпочнување на преговорите за членство во Европската унија за Македонија и Албанија. Со 129 гласа за, 4 против и 1 воздржан, парламентот го одобри документот во кој се предвидува дека Бугарското народно собрание е посветено на проширувањето на унијата и на процесот на стабилизација и асоциација на Република Северна Македонија и Албанија. Сепак, во декларацијата се нагласува дека европската интеграција на двете земји не смее да биде на штета на искривување на историските настани, документи и артефакти, како и на улогата и ставовите на лицата од бугарската историја. Рамковата позиција е многу добре аргументирана. Рамковната позиција е многу добро аргументирана, структурирана и е напишана со одмереност. Одмереноста која се гледа во оваа рамковна позиција, сепак треба да ни зборува дека ние демонстрираме национално достоинство. Бугарското собрание исто така бара Македонија целосно да го спроведе договореното и постигнатото во рамки на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, тоа да биде вклучено во училишните програми и материјали во најкус можен рок, но исто така и да се прекине со секаква форма на говор на обраца кон Бугарија. Да се воздржат од действија што се однесуваат на обиди за поддршка и поттикнување на тврдења за признавање на така нареченото македонско малцинство во Бугарија, вклучително во меѓународни организации и мултилатерални формати. Се наведува во едно од барањата до земјата наведени во декларацијата. Официјална Софија исто така ги повика властите во Скопје, без одложување да го спроведат договорот за пријателство, добрососедство и соработка, што беше потпишан од премиерите на двете земји на 1 август 2017 година. Од 134 пратеници, 129 гласале за, 4 биле против, 1 воздржан. Како се вели во документот, цитирам, Бугарија поддржува иницирање предпристапни преговори на Македонија и Албанија со Европската унија. Ова не треба да се свати како гаранција за членство во ЕE, туку како поттик за забрзување на реформите, за јакнување на владењето на правото и за одржување на добрососедските односи. Поддршката за европската интеграција не смее да биде штета на историските настани, документи и артефакти, како и улогата и ставовите на личности од бугарската историја. Затворен цитат. И тоа е луѓе само вовед. Погледнете ги условите што и се поставуваа на Македонија со оваа декларација. Ефикасно и неодложно спроведување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година. Строго придржување до членот 8 од договорот дека објективните автентични историски извори се засновани на докази за научно толкување на историски настани. Воздржување од дејства со кои што се поддржуваат и потекнуваат тврдења за признавање на така нареченото македонско малцинство во Бугарија, вклучувајќи во меѓународни организации. Потоа рехабилитација на жртвите репресирани поради нивната бугарска самосвест. Строго придржување до клаузулата во врска со официјалниот јазик на Република Македонија, утврдена и ратификувана од парламентите на двете земји. Целосно спроведување на договорите што ги постигне заедничкиот мултидисциплинарен експертски комитет за историски и образовни работи и нивно вклучување во образовни планови материјали. Запирање на говорот на омраза кон Бугарија и граѓаните на Република Македонија со бугарска самосвест, вклучувајќи медиуми, надписи на споменици и слично. Реставрација и одржување на бугарски воени гробишта и споменици на територијата на Република Македонија. Но и тоа не е се. Само ден пред оваа одлука на собранието, бугарската влада пак усвои декларација во која се наведуваат серија услови и закани за блокада на Македонија на патот кон неу. Меѓу нив и дека не смее да се споменуваат македонскиот јазик и бугарскиот фашистички окупатор. Таа рамка содржи повеќе од 20 услови кои Македонија ќе морала да ги исполни ако сакала да стане членка на ЕУ. И повеќето задираат во историјата и идентитетот на државата и на македонските граѓани. Најпрво Бугарија се заканува дека, цитирам, нема да дозволи интеграција на Македонија во ЕУ да биде придружена од европска легитимација на државно спонзорирана идеологија на антибугарска основа. А истиот тој пасус финишира со оценката дека препишувањето на историјата на дел од бугарскиот народ е еден од столбовите на антибугарската идеолошка конструкција на југословенскиот тоталитаризам. Потоа бугарската влада нотира дека добрососедските односи имаат хоризонтално значење и следствено треба да се оценуваат во секоја етапа од процесот на пристапување на земјите кандидати. Значи Бугарија уште тогаш најави дека ќе ја блокира и меѓувладината конференција со која формално треба да започнат преговорите, ако до нејзино одржување не биде забележан, цитиран, реален напредок во исполнување на духот и словото на договорот за добрососедство. Под реален напредок Бугарија подразбира откажување од поддршката или барањето за признавање на македонско малцинство во Бугарија, почеток на рехабилитација на жртвите од тој
како велат југословенскиот комунистички режим кој трпеле репресија поради бугарска самосвест. Нов процес на лустрација кој треба да ги расветли соработниците на поранешните служби за безбедност на Југославија во денешна Македонија. Системско отстранување на квалификатот бугарски фашистички окупатор од сите текстови на споменици и спомен плочи и учебници. Следната серија услови се однесува на работата на мешовитата историска комисија. Таа ќе треба да се усогласи за личности и настани од заедничката историја до 1944 година. А меѓу нив, нели рековме, се набројуваат Гоце Делчев, ВМРО и Лиденско востание све. Откако комисијата ќе ги усогласи тие ставови, истите ќе требало да се пресликаат на информативни табли и други ознаки на историски и културни споменици. Ќе треба да се договарат и конкретни датуми за одбележување на заеднички настани личности. Но при тоа, политичките представници на државните институции во Македонија, како и медиумите финансирање од државниот буџет, ќе мора, во наводници, да ги засноваат своите изјави и коментари на текстовите кои ќе ги договори комисијата. Луѓе, ова све не го измислам, ова е документ. Еве, третата група услови се однесува на самиот тек на преговорите со ЕУ. Тука Софија предлага освен поглавијата 23 и 24 кои се отвараат на почетокот на преговорите и остануваат отворени до крајот на процесот, да остане отворено и поглавието 35, кое други прашања носи наслов, во кое одново се наметнува врската да се следи почитување на договорот за добрососедство. Клучното барање во овој дел е никаде во документите на ЕУ да не фигурира македонски јазик, односно ако веќе мора да се користи тој терминот да стои официјален јазик на Република, сега веќе Северна Македонија. Доколку, како што се наведува, постои апсолутна неопходност да се користи терминот македонски јазик во документите и ставови на ЕУ, со звездичка во фуснота да се појаснува дека тоа е согласно Уставот на Македонија. И ова барање финишира со заклучокот дека, цитирам, треба да биде јасно дека јазичната норма, која е прогласена за уставен јазик во Република Македонија, е поврзана со еволуција на бугарскиот јазик и неговите наречја во неговата кодификација во 1944 година. Ниеден документ во процесот на пристапување не може да се свати како признание од бугарската страна за постоење на така наречен македонски јазик, различен од бугарскиот. Заклучува уште тогаш бугарската влада. И сето ова, со друг речник, стана дел нели од францускиот предлог, којете СДСМ безпоговорно го прифати и ни ја запечати судбината. Ништо од ова, како што реков, не измислив. За себе ова си има пишани документи. Ако не ми верувате, слободно проверете. Сите досегашни бугарски активности, меѓу другото, се координирани и со таа стратегија која ви ја реков, бугарска политика спрема Македонија, која датира од март 2008 година. Концепција што има за цел да го уништи македонскиот национален субстрат. Тврдењата дека по промената на македонскиот устав нема да има бугарски услови и уцени, немаат никаква основа. Луѓе, ако внимателно се анализираат сите досегашни бугарски активности, документи, декларации, треба сериозно да ги сватиме предупредувањата дека нашево македонство, како национална посебност и самобитност на македонскиот народ, е сега загрозено повеќе од било кога. И сега, после се ова, како што видовме, ништо не е ова. И после се ова, Филипче ќе излезе вакво нешто ќе каже. Венко Филипче останува цврст на ставот дека Бугарија не го негирала македонскиот идентитет. Сите што мислеле поинаку ги етикетира како медиуми, кои ширеле пропаганда, повторно не го гледа она што сите го гледаат и не го слуша она што сите го слушаат. Покрај со идентитетот немала проблеми со македонскиот јазик, пак повтори дека уставните измени морала да поминат, а за се што е против неговите гледања виновни биле власта и медиумите кои не му се допаѓаат. Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Како ви го загрозила идентитетот? Еве, кажете како ви го загрозила. Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? Ако има бугарско малцинство, сосем различно од македонскиот народ, како нашиот идентитет е загрозен? Следно, јазикот. Како е загрозен? Еве каде е се јазикот потврден во Обединените нации, во Европска унија. Значи го слушнавте, Филипче. Ај споредете со сите оние документи што ви ги кажав пред малку. Значи ваква изјава може да даде само човек што не следи актуелна политика, што нема персонална општа историска наобраза, што нема способност да свати политички стапици, да го перципира мериторно минатото и да ја согледа иднината, а не лидер на опозицијска партија. Само нека продолжи вака уште 100 години ќе остане во опозиција. Но што да прави кутриот? Мора да го брани својот ментор и другар по златни визи Зоран Заев,
кој, ако памтите, нели имаше сличен изглед со она фамозно интервју за БГНС, кога неконтролирано, но со намера, ја блатеше македонската национална позиција градена со децении. И тоа не е проблем, гајле ми е за нив. Вистинскиот проблем е што толку многу што се гладни за власт, па се нудат на секаде, дури и на Бугарија, не се свесни на штетата што ја причинуваат на Македонија со својот однос. А може би се, па намерно го прават. Замислете, тоа е исто како сега опозицијата во една, не знам, на пример Украина, да излезе на пресконференција и да кажува како тоа русите се во право, како во источна Украина на вистина живее угнетено руско малцинство, Кримот секогаш бил и треба да биде руски и слично. Па да има таков некој и ова да го кажува на пресконференција во Киев, има на плоштад да го стрелаат како предавник. А ние овде треба да го трпиме и слушаме овој и да ги трпиме оние платеници околу него како не критикуваат нас, оти ние сме го критикувале него. Реков минатата недела, ајде што застапува идентични позиции со Софија. Туку ровари однатре. Па вие да ги земете изјавите на премиерот, којте се бори да исправи грешката што сте ја направиле, така што ете бара гаранција од Европската Унија да престанат уцените, вие да обвинувате дека ете, како вели, владата не сака во ЕУ. Тоа не е анализа, тоа е политичка конструкција која директно ја подкопува македонската државна позиција. Странците ваквите глупи обвинувања не ги гледаат како ете внатрешна дебата или размена на мислење, туку како сигнал на слабост. А од искуство сите знаеме дека слабост во дипломатијата не се игнорира, туку се користи. Посебно во Бугарија. Па токму тие ќе шетаат сега низ Брисел и други европски метрополи, пренесувајќи ги овие изјави и ставови на Филипче и ќе ги убедуваат европејците дека ете, Македонија е подготвена пак да попушти, пак да прифати уцена, само што не им чини власта. Ајде да ја урнеме таа и на нивно место да се инсталираат овие бескичмењаци од СДСМ. А ни не сваќаат дека во моменти кога Бугарија настапува обединето и консолидирано кон нас, Македонија не смее да си дозволи таков луксус како што е ова само подкопување. Зарем Филипче и СДСМ не гледаат дека кога опозицијската партија прво има идентични ставови со владата во Софија, а истовремено е преведува предпазливоста како откажување од Европа. Тоа не е обична критика. Тоа не е натрешна политичка битка или слично. Тоа е подкопување на националната стратегија. Па уште и вела требало да се постигне консензус. И ете веднаш ЕУ амбасадорот во Македонија излезе со изјава во која и тој повика на обединето по ова прашање. Прво, што не бараа консензус кога го потпишуваа Преспанскиот договор, договорот за добрососедство, промената на името, францускиот предлог, кога пропадна цел референдум за името или кога народот излезе на улица поради францускиот предлог. Што не бараа консензус? Не, тогаш не им требаше. Тогаш како ни велеа сите? Време е за храбри политичари кои носат храбри одлуки. А сега, ајде консензус. Кога народот е против, ни продаваат фрази за храбри одлуки, а кога народот стои зад вас, бараат консензус. Па немојте ви се молам. Второ, консензус не се гради со дисквалификации, туку со согласен став таму каде што е најголем притисокот. А сите знаеме кај е тоа. За уставните измени. А што прави СДСМ тука? Настапува со ставови кои се идентични со Софија. Така што ова што го прави партијата не е повик за единство, туку е политичка манипулација која само е спакувана како некоја си загриженост. Истото важи кога вие, како и вашите непријатели, лажно обвинувате дека нема напредок во Македонија, ништо не се прави, све стои во место. Дека бугарите не го загрозуваат националниот идентитет, дека не го загрозуваат јазикот, дека само уште бугари во уставот и толку. Со тоа само им давате дополнително оружје на своите непријатели. Значи во политика нормална е опозиција да критикува. Тоа е нејзино легитимно право. И како реков на почетокот, на Македонија е потребна силна опозиција. Но во чувствителен процес, како што е евроинтеграцијата, начинот на кој се формулира критиката е исто толку важен колку и самата критика. Ако таа критика ја подрива преговарачката позиција на државата, а тоа го прави сега, тогаш таа престанува да биде, обична алатка за некое меѓупартиско препукување и станува надворешен аргумент против сопствената држава. Или народски кажано, предавство. Зошто? Јасно е дека Бугарија не ја гради својата политика според изјавите на Филипче, но верувајте дека силно ќе ги користи ваквите, ќе кажам, предавнички ставови и слабости. Посебно кога некој сам ви ги сервира на маса. Тврдата антимакедонска позиција на Софија ни е луѓе одамна позната. Дел од нив ја раскажав и самите можете да ја прочитате. Таа не ме плаши. Ме плаши навиката. Ваквите фигуретинки овде од Скопје упорно да ја подкопуваат државната позиција на секаде и тоа однатре да го прават. Така правеа во 90-тите
кога се боревме за независност. Така правеа во 2001 за време на конфликтот. Така прават и сега. Зарем не сваќаат дека држава што сама си ја релативизира позицијата однатре, не може да очекува некој надвор да ја третира сериозно и да ја помогне. Мора да имаме барем минимален консензус за националниот интерес. И тој да не се подпира на партиските или во случајов на личните интереси на така наречениот ослободител Филипче, туку на интересот на граѓаните и државата. Не може да очекуваме ние како држава да се избориме со непријателите кои не признаваат, а дома да имаме политичари кои за да си ја спасат собствената кожа и оние милиони и милиони евра спремни се на се да стават цена. Не разбираат дека во вакви услови одговорна политика не се параноични пресконференции, кодошења со писмо по странство и уривање на државните позиции. Сега ме разбирате зашто толку време и просор трошам етен еден Филипче и сегашното СДСМ. Луѓе во моментов таа партија и тој лидер, кој еден ден сакаа да ја водат државата, се опасни за Македонија. И подобро да се реагира навреме за подоцна да не биде доцна, како со Преспанскиот или со промената на името. И тука најмногу им се обраќам на оние од СДСМ кои имаат баре малку достоинство и малку почит кон сопствената држава и сопствениот народ. Да, испратете го овој нека патува за Дубај, нека прави фирми извршен директор, што сака нека биде таму, само ние да се спасим. И мислам дека е толку за вечер. Време е да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.